Драги првачи, добредојдовте во ученици. Предметот македонски јазик. Јас сум наставник Билјана Неумовска во одделенска настава во прво одделение во основното општинско училиште Гоце Делчев, село Јабланица, Струга. Директор Спасоја Батковски. Денес, дечиња, на денешниот час ќе учиме да ја препознаеме буквата Г. Кои се целите на часот, односно што треба учениците научат од овој час? Треба да се оспособат за визуелно препознавање на големата буква Г од македонското кирилско писмо, да се воведат во слушање со разбирање на говорот на другите, да се поттикнат кон разликување и правилно изговарање гласови во различна местоположба во зборот. Потребен материјал за денешниот час ни е сламка, луница, копчиња, петличиња и лушпи од оречиња. До сега, дечиња, имаме изучено 5 букви од македонската азбука. Тоа се буквата А, буквата Б, буквата В, буквата Г и буквата Д. Денес ќе научиме да ја препознаеме буквата Г. Ќе видиме како таа се пишува. На што ви личи, дечиња, оваа буква? Мене ми личи на буквата Г со едно цртиче од озгора. Личи на улична светилка. Како се пишува буквата Г? Сигурно повеќето од вас ја имаат видено и знаат како да ја напишат буквата Г. Меѓутоа, некои дечиња не знаат како се пишува буквата Г. Затоа сме тука да научиме како да ја напишеме буквата Г. Секогаш, дечиња, почнуваме со пишување од озгора надолу. Буквата Г има 3 елементи. Една вертикална подолга линија, една хоризонтална помала линија и една коса мала линија. Значи, со моливчето почнуваме од озгора, повлекуваме вертикална права линија, потоа хоризонталната помала линија и косо оставаме малку простор да ја напишеме косата мала линија. Ова е буквата Г. Значи, на овој начин ние ја напишавме буквата Г. Преку техниката бура на идеи, ајде да кажуваме зборови со буквата Г. Престануваме кога ќе погрешиме. Ѓон, Ѓорги, Ѓезвер, Веѓа, Ѓубре, Меѓа, Ѓозлеме, Керамида, Ѓевре. Сигурно многумина од вас ќе се насмевнат затоа што последните зборови не ги кажале погрешно. Меѓутоа, ако не сгрешиме, дечиње, како ќе научиме каде се наоѓа буквата Ѓ, како таа изгледа, и така ќе ни биде поинтересени час. Местоположба на буквата Ѓ. Да видиме каде се наоѓа буквата Ѓ во овие неколку сликички. На првата слика гледаме во една голема тепсија ѓомлезец. Знаете ли, дечиња, што е тоа ѓомлезец? Ѓомлезец е специјалитет од нашите краишта. Јас ќе ви објаснам сега како тоа се прави и сигурно сите ќе сакате да пробате по најмалку барем по едно парченце од вкусниот ѓомлез. Значи, потребна ни е тепсија, потребна ни е вода, потребно ни е брашно, малку ќе го промешаме сето тоа, се прави како каша, му додаваме сол и ни треба сач за да го правиме ѓомлезецот. Претходно сме запалиле силен оган, ставаме во тепсијата кора, се пече со сачот, па повторно кора ја намачкуваме со масло и едно 30-40 пати ја повторуваме истата постапка и едно пола сат до 1 час потребно е тој да се зори и потоа е спремен за да ние го јадеме.
Најубаво тоа може да го јадиме со што? Так, со сиренце, со ајварче и сме имале направено еден многу убав ѓомлезец. Значи, во зборчето ѓомлезец буквата Г се наоѓа на почетокот од зборот. Што гледаме на втората слика, дечиња? На втората слика гледаме ѓум. Што е тоа ѓум? Дали имате видено вие некаде ѓум? Значи, во ѓумот ставаме вода и се вари вода. Во зборчето ѓум, буквата Г се наоѓа на почетокот од зборот. На оваа слика што гледаме? На оваа слика имаме еден многу убав ѓердан изработен од Охридски бисер, кој што се наоѓа од Охридското езеро. Сите девојчиња многу сакаат да носат ѓерданчиња, легзи, обетчиња. Значи, во зборчето ѓердан, буквата Г се наоѓа на почетокот од зборот. Што гледаме на оваа слика? На оваа слика имаме еден многу вкусен ѓевре, кој што го јадиме за доручек, може да биде печен, може да биде варен. Во зборчето ѓевре, буквата Г се наоѓа на почетокот од зборот. На оваа слика, дечиња, имаме едно растение како корен, кој што се вика ѓумпир. Го користиме при подготовка на јадење како зачин, може и како чајче и е многу вкусен и корисен. Богат е со многу витамини. Че во зборчето ѓумбир, буквата Г ни се наоѓа на почетокот од збор. Што гледаме на оваа слика? На оваа слика гледаме едно многу убаво девојче облечено во македонска народна носија. Незиното име е Ѓурѓа. Во незиното име буквата Ѓ се наоѓа дури два пати. На почетокот од зборот и пред крајот или на средината од зборот. Да направиме буквата Г од лушпи од оревчиња. Значи, потребни ни се неколку оревчиња, кои што лушпи од оревчиња ние сме ги избоиле со некоја ваша омилена боја. Јас ги избоив со црвена боја. Земам 5 од лушпите од оревчиња, ги подредувам вертикално, до нив уште 2 хоризонтално и горе уште 2 подскршени лушпи од оревчиња за коса цртичка. Значи, вака ја направивме буквата Г од лушпи од оревчиња. Да ја направиме буквата Г од вуница, дечиња. Сигурно вашите баби, мајки ви имаат сплетено многу топли шалчиња, капчиња, џемперчиња со вуница. И ви останало сигурно некој делче од таа вуница. Сега ние ќе го искористиме да ја направиме буквата Г. Потребно ни е едно конче, ќе си го поделиме на 3 дела. Поголем дел, среден дел и најмал дел. Го земаме најголемиот дел, го исправаме вертикално. Хоризонтално го додаваме средишниот дел и горе го ставаме малото цртиче. Вака ние ја формиравме буквата Г од вуница. Да направиме буквата Г од сламка, дечиња. Значи, земаме една сламка, малку ја подсекуваме дали на горниот или на долниот дел. Многу е лесно да направиме буква Г од сламка. Само ја преветкуваме надесно или налево како сакате, го додаваме горе дел од цртичето и ја направивме буквата Г од сламка многу лесно, нели? Да направиме буквата Г од петличиња, копчиња. Земаме неколку копчиња кои што ни се останат. Може да бидат во иста боја, може да бидат во различна боја. Значи, ги подредуваме вертикално копчињата, хоризонтално додаваме уште неколку, после уште 3 копчиња и на овој начин ние направивме буквата Г од копчиња. Што треба да направите за дома? Активности кои што ќе ви зададам за дома треба да ја заокружите буквата Г во овие неколку реченици. Утре е празникот Ѓурѓиов ден. Ѓорги ќе оди на литија во струга. Ѓурги најаде ги озлеме.
Дечиња треба да нацртате нешто што почнува на оваа буква и да го изброите по ваш избор. Се надевам дека ви се допадна денешниот час. Се гледаме наскоро во некој од наредните часови. Ви благодарам за вниманието.